Цените на продуктите растат, семејната трпеза од ден во ден е се поскапа. Производителите на земјоделски култури велат имаме ресурси за производство на храна, но не ги користиме воопшто. Увезуваме храна по поскапа цена која впрочем можеме да ја произведуваме дома, но ја немаме бидејќи нема кој да ни ги работи нивите. Во Охридскиот регион има дури 70% необработена почва. Во моменти на инфлација која е во постојан раст, клучно е да се свртиме кон свое домашно производство. Граѓаните кои се во можност да почнат сами барем за себе да си произведуваат храна, така ќе ја избегнат високата цена на пазарите, порачува Ванчо Стојановски од Сдруженијето Охридска черешна. Секоја држава што е ранлива, односно неподготвена за да се произведе добар дел од своите прехранбени продукти своји, таа е многу ранлива економски и политички од таква држава. Сите други прехранбени производи, посебно земјоделските култури, ќе расте цената. И на препорака еве до нашите обични граѓани, многу порано требаше да се свртат малку кон селото. Имаме толку, значи, што се без работа, имат конкретно ќе го земам Охридскиот регион, верувајте, некаде околу 70% од Охридскиот регион не е обработена, дали овошни култури или градинарски култури, барем за своите потреби луѓето. Ем ќе се рекреираат и плюс нешто ќе се однесат дома, нема да одат на пазар, да го празнат својот новчаник и плюс ќе си имат своје здраво контролирано производство. Професорската Фела пак смета дека и во оваа област миграциите си го прават своето. Младите не сакаат работа на нива. Нема млада сила која е потребна за земјоделието. Сите бараат административна работа во метрополата или заминуваат во странство. Охрид беше град и на туризмот, ама и на преработувачката индустрија. Кога престана преработувачката индустрија, спасот се бараше пред се во главниот град, во Скопје, најчесто имаме такви миграции и нормално надвор од градот, од државата. На пазарите деновиве зеленчукот и овошјето достигнуваат вртоглави цени. Се очекува уште поголем раст за великденските празнувања.